Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, продолжуваме со обработка на посланието до филипјаните. Градот Филипи беше првиот град во кој пристигна апостолот Павле откако дојде на европскиот континент. Мислам дека, кога го започна второто мисиско патување, апостолот не ни помислуваше дека ќе оди во Европа. Според тоа што ни го кажува доктор Лука, планот на Павле беше да оди во Мала Азија, конкретно во градот Ефес, кој беше можеби најважниот град во таа област. Грчката култура на тоа место беше многу развиена и климата беше прекрасна. Ефес важеше за еден од оние градови кои многумина сакаа да ги посетат, и затоа Павле сакаше да оди на тоа место. Всушност, години подоцна апостолот ке служи и во Ефес, но пред да оди таму, Светиот Дух го водеше во Европа. Духот не само што му забрани да оди во Ефес, туку во тој момент му забрани да оди и во Витинија и Троада. Набргу, откако стигна во Филипи, апостолот Павле го проповедаше Евангелието и како резултат на тоа беше основана црковна заедница во тој град. Мислам дека таа заедница беше една од црквите кои му беа најблиски на Павле. Тие го сакаа и почитуваа, а и тој копнееше да има заедништво со нив. Кога христијаните во Филипи слушнаа дека Павле е во затвор во Рим, тие беа загрижени и сакаа да му помогнат. Затоа, пратија еден представник од црквата да го посети Павле и да му донесе подарок од сите нив. Причината зошто Павле им напише послание е за да им благодари за тој дар и да ги охрабри да продолжат да напредуваат во посветеноста на Христос. Ова послание не е напишано со цел да поправи некаков ерес или да коригира некое непристојно однесување во црквата. Тој едноставно сакаше да им напише благодарствено писмо, во кое покрај другото пишува за христијанскиот живот и како треба да се однесуваат оние кои исповедаат вера во Христос. Темата на глава 1 е филозофијата на христијанскиот живот. Глава 2 зборува за примерот на христијанскиот живот. Во глава 3 се обработува темата наградата за христијанскиот живот, а во глава 4 силата за христијанскиот живот. Додека го обработуваме ова послание, ќе забележите дека Павле има многу љубезен пристап кон црквата во Филипи. И тоа може да се забележи уште од самиот вовед, односно првите 2 стиха. Претходниот пат го прочитавме и накратко го проучивме првиот стих од оваа послание. Сега ќе продолжиме со читање. Слушнете што пишува во вториот стих. Благодат и мир вам од Бог, Отецот наш и од Господ Исус Христос. Ова беше еден од начините со кој апостол Павле ги поздравуваше христијаните на кои им пишуваше писма. Зборовите благодат и мир имаа широка употреба во тоа време. Зборот преведен како благодат на грчки е харис и помеѓу римјаните се користел како поздрав. Сигурен сум дека во тоа време, кога луѓето се сретнувале на улица, се поздравувале со зборот харис и со тоа си посакувале благодат едни на други. Тоа е исто како некому денес да кажете има љубав ден. Кога Бог ја покаже својата благодат преку Христос, тој всушност ни кажа дека сака да имаме убава и благословена вечност помината во неговото присуство. За разлика од луѓето кои можат само да ни посакаат да имаме добар и убав ден, Бог направи се што можеше за да ни обезбеди добра и убава вечност. Каде што е Божјата благодат, таму е присутен и Божјиот мир. Затоа Павле им посакува Божја благодат и мир на филипјаните. Денес во светот многу се зборува за мир, но луѓето не можат сами да го достигнат мирот, бидејќи тој произлегува од Бог. Евреите имаат многу убав збор кој е преведен како мир, а тоа е зборот шалом. Например, името на градот Ерусалим е кованица од 2 збора – Јеру и Шалом, што значи град на мирот. Ерусалим требаше да биде град на мирот, а е град во кој постојано има војни. Еден ден, кога ќе се врати Христос и ќе го воспостави својот авторитет таму, во тој град ќе има вистински мир. Ако сакате да го имате Божиот мир, можете да го добиете само преку Божјата благодат. Во Римјаните 5.1 Павле вели: И така, оправдани преку верата,
Имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Тоа е мирот кој ние грешниците можеме да го имаме со Бог, бидејќи Христос умре за нас, ја плати казната која ние ја заслужуваме поради нашите гревови, и секој кој верува во Него е помирен со Отецот. На ниту еден начин не можеме да го заслужиме тој мир, туку можеме само да го примиме. Ако се помирите со Бог, ќе го уживате мирот кој доаѓа од Него. Тоа е една од нашите најголеми потреби, да имаме мир во овој свет кој е полн со неволји, грев, зло, беззаконие и слично. Христовиот мир ви е достапен и вам. Се што треба да направите е да поверувате во Него и да го следите. Апостолот Павле им посакува на филипјаните благодат и мир од Бог Отецот и од Господ Исус Христос. Дали ова значи дека Павле не веруваше во Светото Тројство? Ако пак верувал во Тројството, тогаш зошто не го спомнува и Светиот Дух? Причината за тоа е бидејќи Светиот Дух веќе беше присутен во верниците. Тоа е мое лично убедување. Продолжуваме со читање. Во следните неколку стихови ќе забележите колку филипјаните му беа прираснати за срце на апостолот Павле. Слушнете што пишува во стих 3. Му благодарам на мојот Бог секогаш кога си спомнувам за вас. Навистина е прекрасно кога некој може да каже вакво нешто за своите браќа и сестри по вера. Павле како да вели дека секогаш кога се сеќава на нив, неговото срце е исполнето со благодарност. Секогаш кога тој размислувал на црквата во Филипи, или некој ќе ја спомнал црквата во Филипи, неговото срце се исполнувало со благодарност. Голем благослов е кога една личност може да биде дел од црква и да рече: благодарен сум на Бог за заедницата во која тој ме поставил. Тоа е навистина прекрасно и ако сте дел од таква заедница, сакам да знаете дека сте многу богата личност. Патем, немојте да мислите дека апостолот Павле им ги пишуваше овие зборови на сите цркви. Ако го читате посланието до галатјаните, ќе забележите дека не им напише дека е благодарен за нив. Истото може да се каже и за црквата во Коринт. Павле продолжува и во стих 4 вели: во секоја моја молитва се молам со радост за сите вас. И во овој стих апостолот им дава до знаење на христијаните во Филипи дека тоа што го пишува се однесува на сите нив. Тој не е благодарен само за водачите и ѓаконите во црквата, туку и за останатите верници. И во стиховите 7 и 8 тој подсетува дека неговите зборови се однесуваат на сите од црквата. Но јас ќе одам чекор понатаму и ќе кажам нешто што секој од вас треба да го има на ум, а тоа е дека ова послание не се однесува само на христијаните во Филипи во првиот век, туку на сите христијани. Ако вие сте личност што исповеда вера во Христос и го следи, сакам да знаете дека зборовите од оваа, а и сите други книги од Библијата се дадени и за вас. Затоа е потребно да ја проучуваме Библијата. Павле им вели на христијаните во Филипи дека во секоја молитва со радост се моли за сите нив. Бенгел рекол дека ова послание може да се опише со зборот радост. На почетокот од самата книга, Павле им вели на слушателите дека се радува кога се сеќава на нив, а подоцна во глава 4 ќе ги поттикне и охрабри и тие да се радуваат бидејќи му припаѓаат на Господ. И покрај тоа што се наоѓаше во затвор во Рим, Павле сепак беше човек кој поради Божјата милост живееше со голема радост во своето срце, а сакаше и другите да ја доживеат таа радост. Патем, иако и денешните затвори не се пријатни места, сепак во тоа време римјаните граделе затвори кои биле далеку полоши од денешните. Целта на римјаните не била да ги дисциплинираат криминалците, туку да ги казнат. Од денешна перспектива, таа идеја е сосема неприфатлива, но во тоа време била општо прифатена и поддржана од властите и народот. Римјаните сакале да им дадат до знаење на потенцијалните криминалци дека ако направат некакво злодело, ги чека престој во затвор во кој условите за живот се навистина тешки и со тоа сакале да преземат одредени превентивни мерки. Но да се вратиме на зборовите на апостолот. Тој вели дека се радува кога си спомнува за христијаните во Филипи. Зборот радост се појавува околу 20 пати во ова послание и токму затоа е наречено послание на радоста. Мојот план е во текот на проучувањето на оваа книга да обрнам посебно внимание на зборот радост
и контекстите во кои апостолот го користи. Во оваа новозаветна книга, само името Исус Христос се спомнува почесто од зборот радост и затоа главниот нагласок при обработката на ова послание ќе ми биде на него, а не на радоста. За жал, денес христијаните често се обидуваат да ја пронајдат радоста на некое друго место. Например, кога во една црква се организира богата и свечена богослужба, посетителите можат да уживаат во програмата, но таа програма не може да им даде вистинска радост, бидејќи само Бог може да го направи тоа. За да имате радост, потребно вие да се помирите со Бог и да имате постојано заедништво со Него. Само на тој начин ќе имате радост во животот. Се друго во животот може да ви причинува некакво задоволство или привремено да ве прави среќни. Но радоста е чувство на задоволство и исполнетост кое не зависи од околностите, туку е засновано на фактот дека Бог е сака и се грижи за вас. Ако ја прифатите Божјата љубов и спасение, никој нема да може да ви ги одземе. Тоа е главниот извор на радоста за христијаните. За разлика од некои луѓе кои се нарекуваат верници, а им е тешко да се молат, апостолот им вели на филипјаните дека нему му причинува радост да се моли за нив. Од тоа можете да забележите како беше ставот на Павле кон молитвата, а и кон христијаните во Филипи. Павле не само што го молеше Бог да ги благослови филипјаните, туку и му беше благодарен за нивната вера и служба. Стих 5. Заради вашето учество во Евангелието од првиот ден, па се досега. Наместо зборот учество, во некои преводи се користи зборот заедништво. Тоа е еден од поважните зборови во христијанската вера и сакам да посветам малку време за да го објаснам. Што значи заедништвото? Иако многу често се спомнува во химни, песни за славење, проповеди и разговори, мислам дека овој збор не е соодветно разбран помеѓу голем број христијани. Не знам дали го имам спомнато овој пример, но ќе го кажам бидејќи е поврзан со значењето на зборот заедништво. Пред многу години бев поканет како гост-говорник во еден ротари клуб. Членовите на тој клуб имаа свечен ручек и еден од нив ме праша дали можам да дојдам и да зборувам пред нив. Но ми напомена дека треба да внимавам што кажувам и како се изразувам, за да не се навредат присутните. Од мене беше побарано да дадам порака поврзана со 7 цркви од Откровението. И ми рекоа дека ако не го презентирам Евангелието, туку зборувам за морал и етика, тоа може да ми отвори некои важни врати и можности за одење на турнеја на слични клубови низ земјата. Но ниту за момент не помислував да го послушам тој совет, бидејќи моја задача е да го проповедам Евангелието, а не да ги забавувам слушателите. Се разбира, немам ништо против тоа да ги забавувам слушателите со малку хумор, но мојот главен повик е да им кажам за Исус Христос. Настанот беше наречен храна, забава и заедништво. Мислам дека целосно ја утнаа темата на настанот. Храната беше добра, но не беше ништо посебно. Луѓето таму се забавуваа, но само зашто си кажуваа вицеви и си споделуваа шеги. А што се однесува до заедништвото, мислам дека воопшто го немаше. За тие луѓе, заедништвото беше само да се прашаат еден со друг, како си, или да разговараат за своите бизниси. Тоа не е заедништво. Старогрчкиот збор преведен како заедништво е коинонија и во некој слободен црковен превод значи споделување на Христос. Според мене, црковното заедништво се состои од 3 важни елементи: духовно општење, сочувство едни кон други и споделување на живот. Без овие 3 нешта не е можно да се има вистинско заедништво. Прво, духовно општење. Тоа се однесува на општење помеѓу верниците во контекстот на црковните богослужби и настани. Секој искрен христијанин треба да биде дел од локална црковна заедница. Христијанството не е нешто кое можеме да го живееме сами, туку за да го живееме така како што ни е дадено од Христос и апостолите, треба да го споделуваме со другите, односно со духовното семејство. Тоа го правиме преку присуство на богослужби, заеднички молитви, земање причест и слично. Вториот елемент на заедништвото е сочувството, кое сме повикани да го имаме едни кон други. Во црквата треба да има сочувство кон оние кои страдаат и минуваат низ тешки ситуации и предизвици.
А сите минуваме низ такви околности од време на време. Ние сме повикани да бидеме партнери и заедно да си ги носиме бремињата едни на други. Тоа е значењето на коинонија. Правејќи го тоа, ние всушност го практикуваме и третиот елемент од заедништвото, а тоа е споделување на животот едни со други. Зборот заедништво ќе се појави и во останатиот дел од посланието, но засега сакам да нагласам дека Павле им благодари на филипјаните за тоа што имаат заедништво со него во споделувањето на Евангелието. Тие имаа духовно општење, бидејќи се молеа за него, а и тој за нив. Имаа сочувство кон него, бидејќи му помогнаа кога имаше потреба. И на тој начин го споделуваа животот со него, а и тој со нив. Тоа е навистина прекрасно. Секоја црква треба да биде место каде верниците ќе можат да најдат заедништво, што е засновано на библиските вредности и принципи. Апостолот беше навистина благодарен за тоа што христијаните во Филипи му помагаа во ширењето на Евангелието уште од самиот почеток. Слушнете што пишува во стих 6. Уверен во тоа, дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Ова е навистина прекрасен стих. Би сакал да му посветам повеќе време и внимание, но за жал не можам да го направам тоа денес. Затоа, обработката на овој стих ќе ја оставиме за следниот пат. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.